Добро вечер. Во код вечерва анализи, интервјуа, истражувања. По објавата дека прилепска фирма 2 години објавувала огласи и вработувала само трудници, се јави сопственикот кој за код вели дека тоа не е незаконски. Правиме мапа и на сите рудници и можни наоѓалишта на минерали во Македонија и анализираме зошто во Македонија се уште нема национална стратегија за борба против корупција. Се чека веќе 5 месеци на неа. Останете со нас. Јагленокопи, каменоломи, мермерни комбинати, сепарации за песок и чакал, минерални води, рудници. Државата има дадено 285 концесии за експлоатација на минерални суровини на површина од 330 км квадратни, 1,3% од целата држава. Најголема површина држи рек Битола за своите рудници за јаглен во Битолско, 55 квадратни километри. Поголема површина под концесија држат фирмите кои што бараат дали има руда, отколку пак активните рудници. Најголемата поединечна концесија ја има фирмата Ри Енергетика Пела, која истражува антимон, олово, цинк, бакар, злато и сребро во Кривопаланичко. На Стогово може да се отвори рудник за манган. Во Кратовско и во Босилово се бара бакар и злато. 4 активни рудници, Саса, Тораница, Злетово и Бучим и Боровдол, под концесија држат многу помала територија. Срđan Стојанчов на оваа тема. На секои 75 квадратни метри територија на Македонија, 1 квадрат е даден под концесија за рудни наоѓалишта. Според податоците на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, државата има дадено 285 концесии за експлоатација на минерални суровини на вкупна површина од 330 квадратни километри, што е 1,3% од територијата на земјата. Сепак, најголем дел од овие наоѓалишта се јагленокопи, каменоломи, глина и сепарации за песок и чакал, односно за ископ на неметални суровини. Најмногу концесии, 7, има фирмата Миса МГ од Скопје. По 6 концесии имаат градежната фирма Гранит од Скопје, цементарница Усија и општина Штип, а по 5 имаат Кнауф Радика од Дебар и Жикол Струмица. Миса МГ има концесии за ископ на кварц, кварцит, варовник и дијабаз во Велеш, Чашка и Прилеп, но и една концесија за ископ на никел во Гроот во Велешко. Гранит ископува градежни материјали. Има 3 концесии за ископ на варовник, една за базалт и една за дијабаз. Имале уште 2 концесии за варовник, но ги пренеле на други фирми. Усија исто така ископува суровини за производство на цемент. Има 2 концесии за варовник, 2 за лапорец и по една за бреча и кварц. Концесиите им се во Сопиште, Киселавода и Студеничани, а бречата ја копаат во Спанчево во општина Чешиново Облешево. Општина Штип ископува глина, гранит и песок и чакал од акумулациониот простор на браната Отиња и во село Долани. Кнауф Радика исто така ископува суровини за производство. Гипс и варовник во општините Дебар и Центар Жупа. Градежната фирма Жикол има 2 концесии за варовник, 2 за песок и чакал и една за геотермална вода. 3 концесии за ископ на јаглен има државниот производител на струја ЕСМ. Рудниците Суводол, Брод Гнеотино и Живојно, кои се дел од рек Битола. Фирмата за производство на минерална вода Кожувчанка од Кавадарци има 4 концесии за експлоатација на минерална вода, термоминерална вода и подземна вода во село Мрежичко во општина Кавадарци. Огражден од Струмица има 3 концесии, 2 во Босилово и една во Струмица за фелдспат и за мермер. По 3 концесии имаат и фирмите Крин КГ од Прилеп, МВ Комерц од Сушево и Градба Промет од Кавадарци, исто така за неметални суровини. Освен државната ЕСМ, концесии за јаглен имаат и Брик Берово за Ратевски ширини во Берово, а ДЖМК Коп Интернационал од Битола во Забрдо во Новаци. Најголем простор под концесија има ЕСМ за рудниците за јаглен во состав на рек Битола. Тие ископуваат на вкупна површина од 55 квадратни километри. Од податоците на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини може да се забележи дека најголема површина под концесија имаат локалитетите на кои што се уште се истражува концентрацијата и видот на минералните суровини, но не почнале со работа, кои што држат повеќе од двојно поголем простор од активните рудници.
Најголемата поединечна концесија ја има РИ Енергетика Пела, која под концесија има 29 километри квадратни во Кривопаланечко за експлоатација на олово, цинк, злато, сребро и бакар. Скопски Легури Мајнинг има 24 километри квадратни под концесија за рудникот за манган Стогово. Силген Resources International на 17 квадратни километри во Кратовско и Пробиштипско бара злато, сребро и бакар, а Euromax Resources има 2 концесии за злато и бакар во Босилово и Новосело со вкупна површина од 15 квадратни километри. Најголема површина под концесија од активните рудници имаат Бучим и Боровдол за бакар, кои заедно држат 14 квадратни километри. Булмак 2016 за рудниците Злетово и Тораница вкупно има 10 квадратни километри. Огражден Струмица има вкупно 6,2 километри квадратни со 3 концесии, а рудникот Саса 5,5 квадратни километри. Во Македонија има само 4 активни рудници за метали. Тораница, Злетово, Саса и Бучим и Боровдол, кои представуваат една целина. Најголем е рудникот за олово и цинк Саса од Македонска каменица. Рудникот годишно заработува над 6 милиарди денари, односно 100 милиони евра со 4 милиони евра профит и 774 вработени. Во 2024 година е на 47 место по приходи во Македонија и на 17 место по добивка. Рудникот е во собственост на Централ Азија Металс од Лондон. Имаат рудники во Казахстан. Бучим и Боровдол, рудници за бакар, заедно во 2025 имаат приходи од над 90 милиони евра, но заработката им е скоро 20 милиони евра. Заедно имаат над 660 вработени. Од крајот на минатата година Боровдол се присоедини кон Бучим и сега се една фирма. Собственик е Solvay Investment Group од Швајцарија. Булмак 2016, која ги поседува рудниците Тораница во Крива Паланка и рудникот Злетово, минатата година ја завршила со загуба од над 4 милиони евра. Приходите им биле 1,5 милиарди денари, односно 25 милиони евра, но потрошиле за 4 милиони евра повеќе. Фирмата има над 760 вработени. Концесии за метали имаат уште РИ Енергетика Пела, која во Кривопаланечко истражува олово, цинк, злато, сребро и бакар. Тоа е фирмата која што истражува и дали е исплатливо повторното отворање на рудникот за антимон Крстовдол. Скопски Легури Мајнинг има 24 квадратни километри под концесија за рудникот за манган Стогово, но и по цела деценија ветувања за отворање на рудникот и стотици нови вработувања, тој не е отворен. Силген Resources International на 17 квадратни километри во Кратовско и Пробиштипско бара злато, сребро и бакар. Тие имаат концесија, но немаат дозвола за експлоатација. Без дозвола за експлоатација е и фирмата Euromax Resources, која има 2 концесии за злато и бакар во Босилово и Новосело за рудникот Иловица Штука со вкупна површина од 15 квадратни километри. Локалните екологисти се противат на отворање на рудникот поради загриженост за животната средина. Во 2017-та имаше локални референдуми во Новосело и Босилово за отворање на рудникот, но беа неуспешни. Концесија за никел во гроот во Велешко има и фирмата Миса МГ од Скопје. Бакарот, манганот и никелот се сметаат за стратешки минерални суровини, а на листата на критични минерални суровини на Европската Унија, освен овие, спаѓаат уште антимон, хром и фелдспат, за кои има потенцијал во Македонија. Согласно стратегијата за минерални суровини 2026-2046, државата располага со значајни минерални суровини, како што се бакар, антимон, никел, олово, цинк, хром, злато, сребро, манган, железо и талиум. Сепак, голем дел од јавноста не гледа благонаклоно на отворањето на нови рудници поради загриженост за животната средина и недовербата во институциите дека ќе овозможат почитување на законите. Во минатото во Македонија работеа и рудниците за железо, жван, дамјан и тајмиште, но тие со децении се затворени. Во 2013-та беше затворен и рудникот за фероникел Ржаново, кој беше основа за отворање на Феника Вадарци. Во 2018-та владата го раскина договорот за концесија со фирмата Сардич МЦ, која сакаше да го отвори рудникот за бакар Казандол во општините Валандово, Богданци и Дојран. Граѓаните на Дојран и Богданци гласаа против отворање рудник, а во Валандово референдумот не беше успешен.
По референдумите владата еднострано го раскина договорот. Поради исцрпеност беше затворен и рудникот за јаглен Осломеј. А докаде сме во борбата против корупција, барем на хартија. Речиси 5 месеци Македонија е без национална стратегија за борба против корупцијата од 2026, која треба да трае до крај на оваа деценија. На старата и заврши рокот на траење, а имаше и ниски резултати, бидејќи институциите кои требаа да ги зголемат своите антикорупцијски капацитети не ги исполнија своите обврски. Со новата стратегија треба да се предвидат нови мерки за борба против корупцијата во институциите, како и нови современи ризици. Има кочници во подготовките, а беа пропуштени и роковите за старт на процедурата, велат за код запознаени со процесот на подготовка на новата стратегија. Председателот на ДКСК, Адем Чучул, вели дека процедурата е при крај и ќе има јавна дебата за крај на процесот пред да замине во собраниска процедура. Изработката на националната стратегија е дел и од годишниот извештај на антикорупцијската комисија, во кој прецизно е наведено дека и во 2025 година не биле направени суштински системски исчекори во законската рамка, кои би довеле до значително намалување на можностите за злоупотреба на дискреционите овластувања. И додека се носи новата стратегија, владиниот министер, односно вице-премиер, задолжен за операционализација на стратегијата, го нема. Не доаѓа на седници на влада, не оди на работното место на Илинденска и не се јавува на телефон, преку кој комуницираше со јавноста. Миомир Серафиновиќ. На веб-сајтот на владата, името на Арбен Фетај се уште фигурира во втората линија на членови на кабинетот, како вице-премиер за добро владење. Биографијата во 5 пасуси почнува со цитат: искусен професионалец во областа на јавните политики и европската интеграција, со богата меѓународна кариера. Но во биографијата нема дека не бил на седница на влада од 26 февруари, односно еве скоро 3 месеци. Неговото отсуство почна кога Вреди стартуваше со процесот за окрупнување во една партија, а Фетај не се согласуваше со двоглаво водство на новата партија во која неговото крило на Алијанса нема да има ко-председател. И со недели не се појавува на работното место, а никој не го ни видел во владината зграда на Илинденска, ни потврдија представници на Вреди. Владата официјално препраќаше за одговор да бараме или од него или неговиот кабинет. Телефонот на кој го добивавме како новинари е исклучен. На крај објави слика од Банкок, Тајланд. За вице-премиерот нема постапка во антикорупцијската комисија, ниту пријава, ни одговори писмено председателот на ДКСК. Во однос на јавно изнесените информации дека заменик председателот на владата Арбен Фетај не доаѓа на работното место до Државната комисија за спречување на корупцијата, не е доставена пријава. Воедно нагласуваме дека согласно Уставот на Република Северна Македонија и законските прописи, владата и секој нејзин член за својата работа одговараат пред собранието. Согласно законот за владата, председателот на владата раководи со работата на владата, одговорен е за нејзината работа, додека членовите на владата имаат право и должност да учествуваат во работата на владата. Државната комисија за спречување на корупцијата смета дека сите членови на владата се обврзани да ги почитуваат Уставот и законите на Република Северна Македонија, како и Кодексот за етичко однесување на членовите на владата. Сите носители на јавни функции се должни да постапуваат законито и во корист на јавниот интерес. Оттаму, доколку се точни информациите изнесени во јавноста за непочитување на работните обврски од страна на заменик председателот на владата, надлежните органи треба да иницираат постапка за утврдување на негова одговорност. Сега со исклучен телефон за контакт со колегите јавност. Фетај како вице-премиер за добро владење требаше да биде вклучен во процесот за антикорупцијски мерки и главен представник на извршната власт во операционализацијата на новата национална стратегија за борба против корупција. А таа стратегија доцна. Сега и вице-премиерот, кој често се среќаваше со антикорупционерите, го нема. Последната средба на Фетај со делегација на антикорупцијската комисија била на 5 март.
Разговарано е за стратегијата која заврши на крајот на ланската година и за работата и подготовката на новата национална стратегија. Средбата се одржала на иницијатива на вице-премиерот и Фетаи порача дека еден од главните стратешки приоритети на владата е борбата против корупцијата и воведување на системски политики за промовирање на транспарентност, отчетност и интегритет. Пред фотографијата од Банкок и Facebook пост со политички коментар за обединувањето на вреди, тоа е последна јавно достапна официјална информација за вице-премиерот Фетаи. Со антикорупционерите се согласиле во една работа. Заеднички беше констатирано дека е потребен проактивен пристап на сите засегнати страни во насока на изготвување на јасна и спроведлива нова национална стратегија. Повеќе од 2 месеци подоцна, се уште нема ни трага, ни глас од стратегијата. Во ДКСК ја изготвиле и ја пратиле на разгледување до сите институции кои се опфатени со неа и кои треба да се изјаснат. Не сите, туку најголемиот дел од нив вратиле назад свое мислење, ни изјави телефонски председателот на антикорупцијската чучуња. Во тек е разгледување на мислењата доставени од институциите и другите засегнати страни, ни одговори писмено. Според сознанијата на КОТ, имало повеќе несогласување или кочници од надлежните институции. Кога ќе се усвои предложената нацрт стратегија, следува менување на закони. Бидејќи тоа е дел од обврските на собранието, упатените во процесот ни посочија дека имало отпор, односно поинакви размислувања во законодавниот дом. Односно, собранието е тоа што менува и предлага закони, а не таа иницијатива да доаѓа преку надворешни тела како што е антикорупцијската комисија. Дополнително има и други забелешки, па сега експертите кои ги консултираше КОТ чекаат да ја видат завршната стратегија, за да се свати што е сменето од оригиналната на почеток. Например, во годишниот редовен извештај наведени се вкупно 14 области и сектори во кои треба да има промени со новата национална стратегија. Во нив наведени се како ризични и потребни за менување меѓу другите и вработувањата и унапредувањата во државната администрација, државните субвенции и грантови, како и секторите внатрешни работи, образование, јавни финансии и приходи. Но 14 предложени, како приоритетни останале половина, односно само 7 категории. Изборот е правен по основни дебати и разговори и е базиран на анализа на ризици од корупција и стратегијата ориентирана кон визијата на ДКСК. Откако беа идентификувани и класифицирани ризиците од корупција по области и сектори, се направи приоритизација на 7 области и сектори на кои ќе се фокусира националната стратегија во следниот 5-годишен период, и тоа хоризонтални области, јавни набавки и надзор над спроведување на законите. Сектори, правосудство, транспорт и инфраструктурни проекти, просторно планирање, урбанистичко планирање и градежништво, здравство и животна средина, енергетика и природни ресурси. Од листата приоритети отпаднаа вработувањата во државно и субвенциите и грантовите од државата. Отпадна и внатрешните работи, и образованието, и енергетиката, и јавните финансии, и општинските власти и јавните предпријатија. Изборот е направен и лупата на ДКСК како приоритет ќе биде свртена кон определени сегменти во администрацијата. Секако, во овој круг останува правосудството. При подготовката на новата се користени искуствата од примената на старата, не спроведена до крај. Утврдени се вкупно 10 фактори кои негативно влијаеле врз проведувањето на стратегијата од 2021 до 2025. Интересни се 2 негативни фактори кои стануваат клучни, односно зошто стратегијата не се спроведува целосно и успешно. 5. Недоволно користење на надзорната улога на собранието врз владата и на владата врз органите на државната управа одговорни за спроведување на активностите од стратегијата. 10. Постоење замор од реформи во јавниот сектор. Зато сегашната стратегија, негативни фактори за реализирање се и недостиг на континуитет на представниците од институциите, кои се задолжени за борба против корупција, бидејќи често биле менувани од други административци. Негативен фактор се и парите. Буџетот на активностите од антикорупцијската стратегија треба да се предвидат и да се дозволат.
а многу често се кратат финансиите за надзор и контрола врз државните институции во обид да не се случува корупција во нивните редови. Не е незаконски да вработиш трудница за време на ковид. Не е незаконски и таа да замине на породилно кое не го плаќа работодавачот, туку Фондот за здравство. За време на пандемијата на родилките им се зголемуваше автоматски породилното и тоа го плаќаше Фондот за здравство. И сето тоа е во ред, се додека не се појава 30 на трудници во една иста фирма, запослени помеѓу 2020 и 2022-2023 година, кога владата ја прекина мерката за автоматско продолжување на породилното, бидејќи заврши пандемијата. Но прилепчанецот Душко Боризовски заврши на суд со условна пресуда, затоа што токму во тој период вработувал само бремени жени. Иако е осуден од кривичниот суд за измама во служба и за перење на пари, тврди дека не направил ништо незаконско. Кодното име на акцијата била цицач, бидејќи се смета дека го исцицал фондот со тоа што трудниците неоделена работа, доведувајќи ги вработените во фондот во заблуда во врска со вработувањата на трудниците. Во оваа емисија Боризовски даде интервју велејќи дека сега му е уништена не само фирмата, туку и животот. Дали некоја трудница има потреба да биде осигурана во фирма? Повеќе информации на телефон. Дали некоја трудница има потреба од осигурување? Трошоците се на терет на фирмата. Информации на број. Вака започнала шемата за фиктивни вработувања, преку која се исплаќале надоместоци по основ на бременост, раѓање и мајчинство. Околу 30 на трудници се пријавиле на огласите, ќарувале и тие и нивниот наводен газда, се до моментот кога биле откриени и завршиле на суд. Ова беше еден од примерите во претходната емисија на Код за штетите кои ги претрпел Фондот за здравствено осигурување. Сега собственикот Душко Боризовски на прилепската фирма која го носи неговото презиме реши да зборува пред камерата на Код за случајот. Условно е осуден лани од страна на Кривичниот суд во Скопје за измама во служба и за перење на пари, а тврди дека не направил ништо незаконско. Господине Боризовски, од каде идејата да вработите 30 на трудници кои што практично не оделе на работа, а им биле исплаќани придониси и добивале плата која што потоа требало да ја враќаат во вашата фирма? Најпрви, добар ден да ви посакам и да ви се заблагодарам што ја отворивте оваа тема за да се расчистат некои непознаници околу овие работи и да ја запознаеме јавноста со правата вистина на што и како се случуваше. Значи, почнавме ние од 2014-15 јас и моите два сина да правиме, да градиме фирма респектабилна, која што функционира до 89 од почетокот кога почнавме да работиме со трговија. Напредував неубаво, добро не одеше работата. И пред короната стасавме до 6 дуќани и 34 вработени. Меѓутоа, во текот на тоа напредување ни помогна Агенцијата за вработување. Благодарност до нив. На тој начин што ни овозможи да добијаме некоја помош, и онака нас ни требаја работници, меѓутоа нив му одмалувавме од нивните невработени, кај нас ги вработувавме и ни дадева субвенционирани плати, односно финансиска помош која што покасно треба да ја употребиме за нивните плати. Таа помош беше во зависност од старосната граница на вработените. Меѓутоа, таа помош носеше и своји обврски. Тие вработени ние не смеевме да ги отпуштиме, некои 5, некои 6 години, во зависност од старосната граница на вработените. Се беше убаво, одлично теравне, се додека почне короната. Короната, COVID-19 е нешто кое што не може да го планираш. Тоа е цунами, дојде изненадно. Ај сега ќе помине, ај после, ај сега, ај после. Во меѓувреме,
тие вработени ни станаа како камен на вратот, околу вратот, затоа што ние во тој период имавме некаде околу милион денари трошкови, кои што ги внесувавме во касата, буџетот на Република Македонија. За плати, придонеси, ДДВ, кири ги сплаќавме преку сметки, персонални даноци и сите останати трошкови потребни за да се сервисира на таква фирма, значи 6 дуќен, 30 и повеќе деца вработени. И во тој момент како излез решение се појавија трудниците. Меѓутоа, Буквално на оглас ги баравте? не, први се појавија сами од наши пријатели кои знам понеде комшија, дај моје дете нека сам ќе си плаќам придонеси само да дојде до породилно боледување. Меѓутоа ние за да не направиме законски прекршок, да не дојде сето тоа до ова што дојде сега, судски процеси, обвинување и рушење на човечки трагедии на животи, размислувавме долго со моите деца, се консултиравме со сите можни, и со адвокати, со суди, па дури појдовме и во Републичкиот фонд за здравство, каде што ни кажа, ни објасни дека тој е закон изгласан на ниво на Република Македонија, односно во собрание на Република Македонија, и крај. Тоа треба може да се поштува и тука нема никаква злоупотреба. Што го спомна, ако се сеќавате и вашиот гостин во претходната емисија, господинот Клековски ми се чини беше, кој што кажа да, има извлекување на финансии од фондот за буџетот на фондот за здравство, меѓутоа тој системот го одобрува, односно сето е под капата на законот. Така почнавме. Со тоа што успеавме и бевме задоволни што успеавме да ја спасиме фирмата, 30 кусур деца вработени да не останат на улица без работа, им помогнавме на многу трудници, со тоа што обично таргетиравме од ранливите категории, млади брачни парови, еден или ниеден вработен, да им помогнеме, а во исто време и го полневме буџетот на Република Македонија, кој што е сепак приоритет кон државата. Значи, можеш да работиш ти колку сакаш, меѓутоа кон државата своите обврски можеш да ги сервисираш. Така да, мислам дека направивме добро. Да, но ковидот рековте дека е причината за ова. Ковидот заврши, да, ама продолживте ковидот заврши. вработувате трудници. Завршува ковидот, завршува приказната, ајде да сејте деца дома. Не, имаш обврска на вработени. Имаш обврска да ги држи понатаму како вработени заради агенцијата за вработување. Имаш 9-месечно трудничко боледување кое што се додека не заврши, законот не дозволува да ги отпуштиш од работен, да им го прекинеш работниот однос. Зато и продолжи после ковидот, меѓутоа ковидот заврши. Трудниците беа при крај до исплата и тогаш се случи оно што се случи од страна на државните институции кои што погрешно го тумачеа, односно го испочитуваа оно што им беше дојавувано од... Сега ќе ја цитирам обвинителката на нашиот случај, која што случајот го почна буквално со овие зборови. Ова дело, овој случај го почнуваме под дојава на вработените од Фондот за здравство, подрачна единица Прилеп. Значи, тие вршеле дојава. Тие вршеле притисок во обвинителството дека ние правиме некое законско отстапување, иако истите тие се потпишуваја на решенијата за исплата на породилно боледување, која е контрадикторност. Раководителот од една страна се потпишува на решението за исплата на породилно боледување, а од друга страна не пријавува за законски неправилности. Истиот тој раководител и неговите соработници, кога беше донесен законот за исплата, за зголемување на платите на трудниците на ниво на собрание на Република Македонија, праќаше мејлови со своите соработници и тогашните вработени во Фонд за здравство, мејлови, за да им укаже дека овој закон изгласан на собрание на Република Македонија може да донеси до вакви последици. Испразнување на фондот. Не злоупотреба. Не го сметаме тоа за злоупотреба, затоа што за да вие исплатите плата или исплатите породилно боледување, 51% се дажбините, односно се придонесите кон тој вработен. Како одела шемата, која траела од крајот на 2020-та до завршувањето на 2023 година. Заинтересираните трудници се вработувале во фирмата, но не оделе на работа.
отворале нова сметка, а полномошник бил нивниот работодавач. Биле пријавени на минимална плата, им биле платени придонесите, а платата не ја добивале. Откако ја добиле при новата, газдата на фирмата ги коригирал нивните плати со најмалку 10-кратно зголемување, на кој износ ги пресметувал и плаќал потребните придонеси. Откако таквите износи легнувале на сметките на новите мајки, тој ги земал парите и поднесувал барање до ФЗО. Ги повлекувал средствата, а мал дел и им исплаќал и на нив. Сметате ли дека сте го изиграле законот и дека намерно сте го изиграле? Не сметам воопшто, затоа што не гледам каде е тука изигрувањето. Тоа 30 трудници не се толку. Тоа се направи за да биде спектакуларно нашето обвинување, нашето апсење, за да биде тежината на обвинувањето поголема, за да биде цифрата за која што не терета дека сме испумпали од Фондот за здравство поголема, така да можеме и тоа да го анализираме. Една по една трудница, че видите дека голем дел нив нити беа трудници, нити беа кај запослени, меѓутоа ни трудни беа, ни дете родија, али ги внесеа во таа бројка да изгледа погламурозно, да изгледа обвинението потешко, за да можат да не осудат потешко, повеќе да не осудат. И се случи тоа што се случи. Осеќавме ние дека се приметуваше Пилипе Малград провинција. Сиде сме тука на куп чаршијата, дека нешто се спрема. Например, една од жените, според пресудата до која дојде код, добила речиси 2000 евра. Била осудена условно за перење пари и други приноси од казниво дело. Незиниот фиктивен работодавач ќарил околу 14.000 евра. Формалното вработување и прикажани исплати не создаваат законско право на надоместок по основ на бременост, раѓање и мајчинство, доколку се засноваат на измама. Кога обвинетиот прима, располага или пушта во промет средства за кои знае или бил должен да знае дека потекнуваат од кривично дело, таквото постапување представува перење пари. Овој предмет покажува дека злоупотребата на системите за социјалната и здравствена заштита не представува само административна неправилност, туку може да има и кривична одговорност кога преку измама се извлекуваат јавни средства и потоа се прикрива нивното потекло. Ако сметате дека сте биле чисто работела фирмата, зошто тогаш добивте условна осуда како вие и вашето потесно семејство кое што беше исто така обвинато? Значи вака, обратно јас би одговорил на вашето прашање. Ние бевме обвинети за измама, јас како прво обвинет, бев обвинет за измама на институција за Фонд за здравство. Бев обвинет за фиктивни вработувања и за лажни исплати. Почнуваме со ред. Измама на институција како Фонд за здравство. Можно ли е тоа? Значи, на институција како Фонд за здравство има строги правила и документација која што можеш да ја приложиш, платени придонеси и редовно сервисирани плати, и работникот кој што ги работи, односно раководителот кој што ги изработува платите, на екранот му излегува зелено, дозволува исплата, или црвено не дозволува. Ние немав никаква пречка. Ако имав ние некој законски прекршок кон Фондот за здравство, или ако нешто не беше во ред, тие ќе не спречеа после првата, втората, третата трудница. Некога ги поминав на 10 или 15, кога па почнаа да вријат кога видеа дека некој, не знам, со одличен интерес или некои други побуди почнаа да притискаат кон обвинителството за да направат акција кон нас. За да мислејќи дека правиме некои законски прекршоци. Меѓутоа сега излегува полека вистината и затоа ви се заблагодарив вас што ја отворивте оваа тема, нарочите во претходната ваша емисија, кога најмеродавниот, односно раководителот на Фондот за здравство, убаво кажа дека тој е закон изгласан на собрание на Република Македонија, тој се уште не беше Северна Македонија, на Република Македонија, и тој се треба да се почитува и тој системот го поддржува. Ние само тоа го употребиме, ништо повеќе од тоа.
Одбраната на Боризовски сега пред апелациониот суд се заснова на прашањето дали со законити действија може да се предизвика незаконита последица. Неговиот адвокат Звонко Давидовиќ за код вели дека законот бара лицето да е вработено најмалку 6 месеци пред породувањето, да се плаќаат редовно придонесите, да се породи и следува надомест за породилно отсуство. Според него сето ова е запазено и испочитувано, па прашање е во што се состои кривичното дело. Никаде, ама никаде во законот не стои одредба која забранува на работникот да прави што сака со својата плата. Тој може истата да ја запали, подари, фрли и тоа е негова одлука затоа што парите се негови. Тоа што обвинетиот Боризовски се договарал дел од парите на трудниците да се делат не е кривично дело и не крши ниту една законска норма. Можеби за некого тоа се коси со некакви негови морални вредности, но ние овде не судиме за морал, ниту моралните вредности, туку за прекршување на законот и законските норми, кои во конкретниот случај не се прекршени. Впрочем, ниту една од трудниците ниту реагирала, ниту се жалела, ниту покренала постапка во однос на делењето на парите. Сега се жалите на апелација. Што очекувате? Што може да очекувам кога знам дека сме апсолутно законски поддржано сето што го работиме? Сете под капата на законот. Ако сметате дека не сте работеле незаконски, дали сметате дека ова што сте го направиле е морално? Судијата и судството сметам дека треба да суди законските прописи дали се изиграни или не се изиграни. Моралните вредности и кредибилитети може јавноста, може новинарите, може медиумите. Меѓутоа, законот во овој случај не е воопшто изигран. Напротив, се сметам дека направивме добро дело. А оние кои што го наместија сето ова да појдеме дури во шутка 90 дена, притворени, не се свесни какво злодела направија, каква катастрофа направија. Дали се уште работите, во каква ситуација сте? Сега сме во многу тешка ситуација. Фирмата е блокирана, дуќаните затворени, средствата кои си имавме со кои што работиме ни се блокирани и чекаме расплет на судскиот процес. Сега буквално преживуваме. Меѓутоа, преживуваат и вработените кои из богатство, кои појде Хрватска да мијат садови, нашите вработени. А на трудниците, тие што дојавуваја и лошите обвинувања, им го зедоја лебот на трудниците на нивните деца, затоа што имаше млади брачни парови кои што не работеше не и други. И кога ние ќе му понудиме ваква помош, преблагодарни бе. Вистината ќе биде и е се уште нашето најголемо оружје. Во март 2020 година, владата заради ковид кризата донесе одлука за доделување помош на фирмите. Доколку фирмите ја земат таа помош од државата, беа условени да не отпуштаат работници, односно бројот на вработените да не биде намален. За време на кризата се воведе и мерка со која трудниците беа ослободени од работа, односно физички да не бидат присутни до завршување на пандемијата. Таа мерка важеше точно 2 години и беше укината во март 2022. Оние кои беа на породилно отсуство за време на ковид автоматски им се продолжуваше и важеше се до март 2022. Значи и бремените жени и оние кои користат породилно отсуство не мораа да доаѓаат на работа. Според законот, породилно отсуство на некоја вработена жена која имала 6 месеци работен стаж во некоја фирма не го плаќа работодавачот, туку фондот за здравство. Во овие 2 години додека траеше ковид кризата, фондот го плаќал и редовното и продолженото породилно отсуство. Ако некој намерно вработувал трудници само за да се земат надоместоци од фондот без реален работен однос, дали може да се смета за злоупотреба? Сега фондот предлага низ мерки со кои би се избегнале евентуалните злоупотреби со породилните отсуства. Ова е се за вечерва, но Коти понатаму продолжува со истражувањата. Затоа се гледаме идната недела во исто време, а вие имајте пријатна вечер.